Сретен, кажи ми како си вечерва? Искрено да кажам, многу се осеќам убаво, изненаден бев, сепак е животно дело, признание, не се случува секогаш и често. Многу сум радосен, многу сум благодарен на сите, и од мекајар, и од цела публика, на сите мои клиенти, на сите мои вработени од порано, многу убаво чувство и би сакал сите колеги, сите што работат во се за бјути што е поврзано, да имат шанси и дај Боже да доживеат, да добијат животно дело. Значи да доживеат истото ја што сум. Треба макотрпна работа, ама да доживеат сите. Честитки, Сретен, кога веќе сме на евент за убавина и зборуваме за убавина, што би им препорачал на младите некој совет за како да изгледат подобро? Вака, па сега и престојат матурските забави, односно матурите, и секогаш сум протежирал, сум бил за тоа да бидат, да изгледат за своите години, да не изгледат како тетки, многу постари, да не се трансформираат во полошо и во некој кич. Значи, моја препорака е да бидат тие што се што излегува, се што е ново, ја го поддржувам во граници на нормала, во смисол да не се деформираат. Значи, дали се филиари, дали било што да е окей, кога може да, но да не се претерува, да не се деформираат, не може никој да ги познае, тоа е една работа. И второ што ја мислам дека за нивните години, зборам за младиве, така? Или? Значи, на таа убавина, на таа младост не треба многу и не треба да се претерува или прерано да почнуваат, пошто после ќе имат подоцна проблем кога ќе остарат. Што би им препорачал на постарата публика, што сака да се разубави? Па постарата публика, пошто познавам многу овакво што и употребуваат, а имат и многу дел од нив имат одбојност према тоа. Кога веќе измислено, кога измислуваат, сакаме сите да бидеме убаво, и жени, и мажи, и стари, и млади, зошто да не се разубават, зошто да не употребуваат се што има ново, се што е ново, нека го употребуваат, треба да се одржуваат, треба да внимаваат и сите жени, за да бидат, пошто посакувани, треба да биде комплетна од глава до пет.